Грант во висина од околу 54.000 евра доби општина Велес од јапонската влада. Парите ќе се искористат за реконструктивни зафати во три велешки училишта, менување на тоалетите, столаријата во зградата на училиштата Благој Кирков и Джинот и зградата на Маца Овчарова се дел од активностите кои ќе се реализираат со овие средства. Добивме повеќе од тоа што очекувавме. Тоа значи дека 54.000 евра ќе бидат употребени за набавување на нови котли во училиштето Благој Кирков и Ордан Джинот. Истовремено тоа значи смена на 880 квадратни метри на плочките, тоа значи смена на 20 чучавци, тоа значи смена исто така и на 20 врати и спратовите на училиштето Благој Кирков, Ордан Джинот, место каде штучат повеќе од 800 ученика. Според Шадиев, веќе се работи на отпочнување на активностите за поставување на лифтови во основното Васил Главинов и Велешката гимназија. Наменети се за лица со хендикеп и за дечињата на кои наставата во кабинети им представува проблем. Средствата за поставување на крајот од минатата година беа обезбедени преку грант од програмата за развој на UNDP. Ако чекаме идејното решение и оној момент кога ќе дојде идејното решение, ние ќе го имплементираме, односно ќе се објави повик за најповолен понудувач на изведба на лифтовите и зависи сето тоа од конструкцијата на кој начин они ќе предложат да се реши сиот тој проблем. Тоа значи дека можни се две варијанти, или да биде надворешен лифт у Васил Главинов или да биде внатрешен лифт па да ги опфати сите спратови. Значи сепак ние тоа го ставаме на стручните лица, на архитектите, на градежните инженери, на стетичарите, или мора да се подбара и дозвола по новите прописи од ИЗИС, Институтот за земјоделско инженерство. Инаку општината веќе неколку години има одлична соработка со јапонската влада. Ова е веќе втор грант, откако пред 8 години беа доделени средства за набавка на мамограф во Велешката болница.